Дозволете ми во оваа прилика да ги осудам сите досегашни изборни инциденти што се случија во изминатите неколку дена, вклучувајќи го и вчерашниот, и да ги повикам сите актери на политичката сцена да го почитуваат тоа што го подпиша, кога подпишавме дека можеме и мораме, заедно со NDI институтот и заедно со сите политички партии. Политичката борба мора да има своја смисла и да биде борба на концепти и борба на идеи. Таа не смее да се претвори во арена на борба која што повеќе представува борба со сила, со мускули или со оружје, отколку борба на концепти и на идеи. Сакам да им порачам на сите оние кои што учествуваат, кои што се актери, дека институциите на системот ќе направат се што е во нивна моќ да ги сопрат или казнат оние кои што ќе ги злоупотребат изборите и оние кои што ќе сакаат овие избори да ги претворат во друг вид на арена, а не во политичка арена. Во тој контекст, веројатно тоа најдобро го почувствува човекот кој што вчера веќе е приведен во полиција и е уапсен, а убеден сум дека тоа ќе го почувствува и вториот по кој што се трага од вчерашниот инцидент. По овој повод денеска се сретнав имав разговор со двајцата главни политички актери во албанскиот политички блок, со господинот Тачи и со господинот Ахмети. Со едниот се видов и лично. Поразговаравме и тие и двајцата изразија подготвеност дека ќе направат се што е во нивна моќ да спречат понатамошни инциденти, понатамошни проблеми, да влијаат на своите активисти, да политичката борба продолжи како борба на концепти и борба на идеи, да не го валкаат името на Република Македонија некои поединци кои што може да ја нанесат штета на државата. Сакаме да имаме фер избори, се обврзавме на фер избори и во оваа прилика ги повикувам сите политички партии, председателите на тие партии, меѓутоа и раководствата, и активистите, и оние кои што на терен ги прават проблемите, и да порачам дека нема да има партиска заштита за никого. Независно кој од која партија и за која партија се борел, независно дали таа е на власт или можеби некоја планира да биде на власт, сакам да порачам дека партиска заштита нема да има за никого и дека институциите на системот ќе делуваат согласно уставот и законите.